Не беше лесен мач. Ми сме очекивали да буде трудно и да кажем след две загубе не знам по кој начин и како да спечелиме мач. Обаче смо, не знам дали то права дума, морање. Кад се мора да се спечеле 3 точки да би кренули од таа криза нагоре, резултатска криза, кажем. И как е мач одмицао, как сме били 0-0, време минава, постаеш све нервозни, сврши се полувреме и разбра сме се собликавано да треба да ступимо на второ полувреме на терен са нека преса и да доминирамо и од тука, од това идеја доđe и гол и идва и гол и спечели смо 3 точки. Кажем пак, многу трудно беше. Честитам фудбалистите од Славија на хубава игра и честитам специјално на мои фудбалисти да се показали карактери каде е многу тешко да можеме да се издигнемо изнад ситуација и да пак донесемо 3 точки во нашиот одбор. Празен стадион, 9 точки изоставате од Водогорец. Как ще продолжите да играете? Видите, да кажем, аз лично знаем, празен стадион окей, обаче знаем да гледа цела Булгарија, повеќе од, не знам, 4-5 милиони хори навијају за Левски, мене е то у главата и у моје срце. Нема значење да ме гледају на стадион или тук. И мене и мој одбор. Така да не треба да говоримо постојано как никој не ходи на стадион. Океј, никој не ходи, обаче ми знаеме колку подкрепа имамо од секаде и нема значење дали е малко село, дали е голем град. Сви су зад Левски. Мислим да е труден момент, да заоставимо 9 точки зад први. Обаче треба покажеме да сме прави мушкари, да се издигнемо из ситуација и да пробамо да се вратимо у резултатски баланс, тоест да врнемо точки, да сманимо, да намалимо разлика од Лудогорец. Сте успели тази победа да ви вдигне сега след тези две поредни загуби? Нормално. Сека победа дае самочувствие и дае ти неки комфорт да можеш да ходиш напред. Специјално след две загуби никога у Левски не е пријатно да ходиш не на тренировку. Аз не смеем да ходим у град, срамота ме кад загубим мач, а не да ходим на тренировку или на следејши мач. Обаче треба да дигнеш главата због всички ти хори кои те гледају и због името кое носиш на твоја грба, тоест на груди, како се каже, због амблем, да. Треба да се дигаш и ситуација.